Здраво на сите. Драго ми е што ве гледаме повторно и годинава, по трет пат, како што кажа Ане. Би сакал да ги поздравам сите пријатели тука што ни помагаат, нашите партнери, медиумите кои што навистина не можеме да се пожалиме, не покриваат во оваа идеја на Кире која што започна пред нешто повеќе од 2 години. Спомна и Ане, ова е трет камп интернационален оваа година во 2 групи, ќе се одржува на иста локација во хотелот Аквалина во Охрид. Она што се трудиме сите овие години да поставиме едни стандарди во организација на кампот, мислам дека сме на добар пат и дека навистина не само за македонски услови, туку и за пошироко. Овој проект е добро организиран, добро позициониран. Не го кажуваме само ние тоа го слушаме и од децата, што е и најважно, од родителите, од тие што присуствуваат таму, нашите гости. Спомна не дека ние ќе имаме 2 групи оваа година, кои што можам да кажам оваа година многу побрзо од лани се пополнуваат и не сме спомнале досега официјално втората смена на кампот е веќе пополнета од пред неколку дена и нема простор веќе таму да се пријават учесници. Има уште неколку места во првата смена. Она што е важно за медиумите е дека првата смена почнува на 20 јуни до 26, а втората од 26 до 2 јули. Че имаме деца оваа година од Данска, од Шведска, од Соединените американски држави, Романија, цел регион на поранешна Југославија, од Словенија до Црна Гора, до Србија. Она што мене ми е посебно драго како организатор е што бројот на сите учесници од сите земји надвор од Македонија е дуплиран. Тоа значи дека и Кире од тој дел спортски што е негова работа и ние како организатор од друга страна сме направиле нешто добро, нешто паметно и тие деца кога се вратиле таму во своите држави кажале нешто позитивно пред се за кампот, со тоа кажале позитивно нешто и за Охрид како град, а и како крајна дистанца за Република Македонија, што исто така е една добра промоција за државата нормално, покрај за Кире како една величина во ракометот докажана, но и од овој аспект со работа со деца. Би сакал да кажам неколку збора околу тоа што го нудиме од технички аспект, значи тие стандарди што ги имаме поставено околу ќе се држиме до нив и ќе ги подобриме, дали е тоа преглед на секое дете во нашиот медицински партнер Филип II, дали е тоа превоз обезбеден за секое дете, затоа што секое дете треба да биде исто, заедно да дојдат на камп, заедно да си одат од камп, да бидат безбедно пренесени и од тој аспект мислам дека како ситуација е многу добра и секое дете ќе биде осигурано на овој камп како и минатите 2 кампа, затоа е задолжена нашата официјална осигурителна компанија Евроинс. И на крај сакам да спомнам за тоа дека поминато годишната соработка со Хумел и оваа година ќе продолжиме да соработуваме со нив и децата да добијат најквалитетна опрема, како и сите услови останати и во овој дел да добијат нешто што е врвот во тој сегмент, а тоа е колку што ние сме запознаени, тоа е Хумел. Спомна Кире дека навистина да не се нашите партнери, навистина не можеме да го држиме овој квалитет кој што се обидуваме да го држиме и да го надградиме. Ги спомна и господинот Јакимовски, дел од нив, навистина Рехао е компанија која што од самиот почеток тука имаме навистина огромна поддршка и навистина една голема благодарност до господин Сашко Даев. Од друга страна покрај нив како едни останати 3 столба на овој проект се и Golden Art и Алкалоид и Филип II кои ни во тој делот на медицинските прегледи. Ја би сакал да им посакам добре дојде на нашите нови партнери оваа година, а тоа се Лакталис МК со брендот Алпско, кој што знаеме дека е регионален бренд и кој што навистина ни е чест што се со нас од оваа година со нас. Би ги поздравил нашите пријатели од Фитнес Хаус и
нашите нови пријатели од КНАУФ. Да не ги заборавам, само ќе биде некоректно, фирмите компаниите кои што во минатото не поддржува и уште се со нас, а тоа се Тинекс и Халбанка. Навистина имам само пофални зборови затоа што има чувство да ни овозможат, да ни помогнат во се ова што го работиме. И за крај би сакал, спомнав за Хумел дека и оваа година ќе бидат со нас, и не само оваа година, наредните 3 години најголемиот бренд во светот на ракометот Хумел, каде што припаѓа и самиот Кирил Лазаров како бренд амбасадор, ќе биде со кампот, што уште една потврда од една високо развиена земја да препознае еден проект кој што се случува во земја како нашата, да ни даде доверба наредните 3 години да биде со нас. Тоа е за нас најдобра потврда и за тоа што на кој пат сме и каде одиме. Ви благодарам уште еднаш од име на КНГ Спорт како организатор на овај настан, на овај ракометен камп. Спомна Кире дека сакаме да се надоградуваме и од тој аспект. Значи многу ми е драго што оваа година ќе имаме гости од земји кои што се ракометни велесили, како што е Франција. Значи Данило Брестовач веќе одредено време работи во Франција, е тренер таму и се едуцира. Ја имаме Наташа Коцеска, која што поранешна наша репрезентативка, која што работи сега во Борусија Дортмунд и која што според нивните тамошните медиуми е многу перспективна и многу брзо дојде во ситуација да работи со сениорска екипа, представник значи на германскиот ракомет. И од друга страна имаме двајца тренери од Данска, кои што се со дебело досие во националните селекции, работат со млади играчи веќе години, репрезентативци, че имаме шанса тука да ги видиме. Имињата како имиња нема да ви значат затоа што работат до 20 години со играчи, но како стручњаци концептот на тие земји таму во Данска и во Шведска и на Западна Европа е дека најдобрите стручњаци, наједуцираните работат со најчувствителните групи, што може би и тука треба во некоја блиска иднина да се воведе дека од тој аспект имињата не се звучни, но се навистина квалитетни.